Почитувани ученици, добродојдовте во училница. Јас сум Вера Гушевска-Војнеска, професор по хемија во Општинското средно училиште Свети Климент Охридски од Охрид. Содржината на денешниот час, кој што е наменет за учениците од трета година гимназиско образование, е на тема својства на алкани. Целта на часот е да се запознаеме со основните својства на алканите. Но претходно да се потсетиме, што се алкани? Алкани се заситени јаглеводороди, кои што во својот состав содржат само единични врски, како помеѓу јаглеродните атоми, така и помеѓу јаглеродните и водородните атоми. Физичките својства со кои што ќе се запознаеме се однесуваат на физичките карактеристики дуж хомолошката низа на овие соединенија. Хемиските својства се однесуваат на промени во хемиската структура на овие соединенија како резултат на нивното учество во хемиските реакции. Физичките својства на алканите релативно правилно се изменуваат дуж хомолошката низа, односно со зголемување на молекулската маса кај овие соединенија. Агрегатната состојба се менува дуж хомолошката низа од гасовита во цврста. Првите 4 членови од хомолошката низа се гасови, од 5 до 17 член се течности, а од 18 член и понатака вишите алкани спаѓаат во групата на цврсти супстанции. Густината исто така им се зголемува со растење на јаглеродната низа, односно со зголемување на молекулската маса. Што значи, нижите алкани имаат помала густина во споредба со вишите алкани. Генерално, алканите имаат помала густина од водата, односно се полесни од водата. Инаку алканите представуваат безбојни супстанции со слаб карактеристичен мирис, кој што е застапен кај сите органски соединенија. Според градбата, алканите представуваат неполарни соединенија. Што значи тоа? Тоа значи дека во состав на молекулите на алканите влегуваат само неполарни или чисти ковалентни врски. Затоа што алканите се неполарни соединенија, тие може да се растворуваат само во неполарни растворувачи, како што се етерот, бензенот, хлороформот. Во вода не се растворуваат, затоа што водата припаѓа на групата поларни растворувачи. Температурите на топење и вриење кај алканите исто така се зголемуваат со зголемување на релативните молекулски маси. Ваквото зголемување на температурите на топење и вриење е резултат на поголемата површина на молекулите, поголемите привлечни сили помеѓу молекулите и потребата од поголема енергија за раскинување на хемиските врски. Хемиските својства на алканите се однесуваат на промените во молекулите, односно во хемиската структура на овие соединенија, како резултат на нивното учество во хемиските реакции. Алканите се слабо реактивни соединенија, односно инертни соединенија или уште познати како парафини. Нивната слаба реактивност произлегува од нивната заситеност или, подобро кажано, од присуството само на единичните сигма врски во рамките на нивните молекули. Поради слабата реактивност, алканите најчесто влегуваат во реакции на супституција или замена, реакции на елиминација и реакции на горење. Реакциите на супституција во кои што влегуваат алканите се познати како супституции со слободни радикали. Ваквата реакција се одвива во повеќе чекори, односно представува синџиреста реакција. Во основа на ова реакција се две постапки. Првата постапка е хомолитичко раскинување на врската во молекулата од хлор под дејство на сончева светлина или висока температура од 250 до 400 степени Целзиусови. И втората постапка е реакција помеѓу високореактивните хлорни радикали и алканот. На слайдот кој што го гледате на вашите екрани е прикажана реакција на супституција помеѓу метан и хлор. Првата постапка, рековме, е хомолитичко раскинување на молекулата на хлор на два радикали хлорни атоми, а втората постапка е реакција на тие хлорни атоми со останатиот дел од реактантите. Во првиот чекор, молекулата од метан реагира со молекулата од хлор,
доаѓа до супституција или замена на еден водороден атом од метанот со еден атом од хлор, при што се добива хлорометан и како спореден продукт хлороводород. Во вториот чекор, хлорометанот реагира повторно со молекула од хлор, се врши супституција или замена на еден водороден атом од хлорометанот со атом од хлор, се добива дихлорометан и повторно како спореден продукт хлороводород. Во третиот чекор, дихлорометанот повторно реагира со молекула од хлор, се врши замена на уште еден водороден атом од дихлорометанот со атом од хлор, при што се добива трихлорометан и хлороводород како спореден продукт. И последниот, четвртиот чекор е замена на останатиот водороден атом од трихлорометанот со атом од хлор, при што се добива тетрахлорометан и повторно како спореден продукт хлороводород. Вториот вид на реакции во кои што влегуваат алканите се реакции на елиминација. Од реакциите на елиминација најчесто влегуваат во реакции на елиминација на водород. Ова реакција се одвива на температура повисока од 500 степени Целзиусови и во отсуство на кислород. Со елиминација на молекула од водород, од алканот се формира двојна врска и како продукт се добива незаситен јаглеводород, познат како алкен. Се употребува реакцијата на елиминација на водород и за добивање на смеса од алкани со пократки јаглеродни низи или процес познат како крекинг процес. На примерот кој што го гледате на вашите екрани, имаме елиминација на водород кај молекула од етан. Се создава двојна врска помеѓу двата јаглеродни атоми и тоа е ново соединение познато како етен, незаситен јаглеводород, и се издвојува молекула од водород. Во вториот пример имаме елиминација на водород помеѓу два јаглеродни атоми кај пропан, при што се добива пропен, алкен и повторно молекула од водород. Третиот вид на реакции во кои што влегуваат алканите се реакции на горење. Всушност, сите органски соединенија се познати по овие реакции на горење. Запалени во присуство на кислород, сите алкани горат, при што секогаш како продукти се добиваат јаглерод диоксид и вода. Мора да се напомене дека станува збор за силно екзотермна реакција, односно реакција при која што се ослободува големо количество на енергија во вид на топлина. На примерот кој што го гледате на екранот, имаме прикажано реакција на горење на пропан, при што се добива јаглерод диоксид и се ослободува молекули од вода. Што ние научивме од денешниот час? Физичките својства на алканите зависат и се менуваат пропорционално со зголемување на релативната молекулска маса долж хомолошката низа. Алканите се неполарни соединенија кои се полесни од водата и во вода не се растворуваат, а се растворуваат во неполарни растворувачи. Алканите се слабо реактивни соединенија поради сигма врските присутни помеѓу сите атоми во молекулите. Реакцијата на супституција кај алканите е синџиреста реакција. Елиминацијата на водород се употребува за добивање на алкени и во крекинг процесите, и горењето на алканите е силно екзотермен процес при кој што се ослободува големо количество на енергија во вид на топлина. Се надевам дека ви помогнав за полесно совладување на материјалот. Ви благодарам за вашето внимание.